Ticket? Yes, send the passport. И здраво на сите и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Патуваме со Ташето. Денес сме 14 мај, 10 часот, едно свежо утро, 12 на степени, а денес јас го започнувам своето прво поголемо патување за 2025 година. Денес конкретно одам од Битола кон Охрид, покрај Охрид ќе поминам, низ граничниот премин Кјафасан, влегувам во Албанија и одам кон Албасан и Драч. Драч одам со намера да фатам траект за Бари, Италија. Инаку си сменав и визир на кацигава и сега се чувствувам како воопшто да немам визирот толку што е чистова и новиот. А кога ќе се вратам од патувањето, можеби ќе си купам и кацига нова, како и палто и панталони, бидејќи навистина веќе баги време доста ги искористив овие што сега ги имам. А моментално се уште сум во Битола на излезот кон Охрид. Исто така си купив и навлака за седиштето, кое што би требало поудобно да ми го направи возењето, а исто така си зедов и едно темпоматче, кое што допрва треба да го испробам. Италија ќе има малку возење автопат, бидејќи Италија ми е само транзитна станица на ова патување, не ми е целна дестинација, да речам, немам намера во ова патување детално да ја истражувам Италија. И како и секое мое патување, така и ова го започнувам со лошо време. Додуша денес не очекувам дожд, но е сепак облачно, но утре и други ден има шанси да возам по дожд. Така да, како и секој патување, така и ова можеби малку на почетокот ќе се бркам со дождот. Моментално поминувам низ Косел. Косел е село во близина на Охрид. Доколку одите Охрид преку Битола, тогаш сигурно ќе помините низ Косел и ќе осетите прекрасната миризба на еден, мислам дека вулкан има во близина и затоа мириса така неубаво. Иначе сега сум во непосредна близина на Охрид. Беше малку свежо залазење, морам да признам. Мала нијанса на студ се чувствуваше, претежно во рацете, бидејќи ги ставив овие меѓусезонски нараквици, не ги ставив зимските. Но во секој случај добро беше. Сега тука во Охрид еве и сонце греј, така да веќе почнува да се затоплува. Значи тука право доколку одам на кружниот, односно на вториот излез, ќе одам во центарот на Охрид, меѓутоа јас одам десно покрај Охрид кон градот Струга. Овде клучката Охрид Струга се уште се прави, јас малку се избунав. Сега се враќам назад и мислам дека по тој патот покрај самото езеро што ќе треба да возам. Е, овде десно. Да, Струга десно. Добро, исправив. Шосторе, коли возила. Сите од тука, онде затворене скроз патот другиот, затоа ака. Моментално поминувам низ Струга и се движам кон граничниот премин Кјафасан. Во Кјафасан ќе направам и својата прва пауза за денес на граничниот премин, веднаш штом ја преминам границата.
Не знам како завршив тука, но еве ја и реката Црн Дрим, прекрасна како и секогаш. Но нема да се задржам јас во Струга. Време е да одам кон граничниот премин Ќафасен. И пристигнав на граничниот премин. Последно кога бев тука имаше со само една станица, односно за двете граници се застануваше само на еден пункт. Како што гледам и сега е така, значи кога влегуваме во Албанија, првиот го поминуваме и одиме на следниот, односно на стариот албански пункт. Овие се од Црнагора, изгледа не го знаат тоа. Но да видиме дали ќе има нешто. Гужви, ова се камиони. За коли веројатно нема, штом да тука нема, може би натаму не е голема колоната. Ау да, нема многу, одлично. Сега се радувам. И добре дојдов во Албанија. Сега од тука до Драч имам според Google Maps околу 2,5 часа возење. Јас ќе ги ставам 3 часа возење. Ке застанам уште некаде по пат за пауза, ќе видиме каде ќе биде тоа, веројатно некаде пред Драч. И потоа одам во Драч кај пристаништето да си купам карта за Бари. И ајде не се нервирајте, моторов миен времето уво цело време се, сега значи овде лом ќе го направам, овде најде да прска. Ба, ексик. Моментално поминувам низ Елбасан, се движам доста бавно. Има гужви, тука се и тесни улиците, тука за поминување покрај Елбасан. До Драч имам уште 78 километри. Нема да одам од покрај Тирана, туку ќе одам од подолен пат, да речем појужен. Сега тука на еден кружен тек ќе завратам лево и пополека ќе се тргнам од градот Елбасан. И сега почнува и да зажежува дори помалце. А јас сум така облечен малку за на поладни температури. Но мислам дека што ми излезам на отворено ќе нема да е толку жешко. Тука сепак не се ни движам, што се вели. Моментално пред мене вози мотор на швајцарски таблици, меѓутоа носи елек од конзули битола. Интересна случајност. Застанав ја пауза да направам, значи видите лом моторов ми се направи од преѓа онде шо одев пона. Банда, шокалнико, напред не видел. Напред е нешто подобро ситуацијата, ма Валкане ондека шо прска и напред. А шубав ден беше, а шубав чист ми беше моторот, ама тоа е. Јас се на пауза ќе направам, има уште 45 минути до Драч. Ќе направам една куса пауза и продолжувам. Завршив јас со паузата, време е да продолжам кон Драч. 50 километри.
Пристигнав јас до Драч, сега одам кон пристаништето, од тука до таму имам 6 километри. Сатот е 3 без 20, што значи ќе имам доста чекање. Траектот тргнува во 10 часот, меѓутоа качувањето почнува во 8 часот, така да ќе имам 3, 4, 5 часа некаде ништо не правење, односно чекање. Што сторе па Јовис? Добро, дојде и моите 5 минути. Оп. Тука има веќе палми по улицата, што асоцира на лето, што асоцира на плажа, а плажа навистина има од левата страна веднаш позади дрвјата. Барем така на GPS-от ми кажува. Иначе во Драч всушност прв пат доаѓам со мотор. Низ Албанија имам многу пати возено, но конкретно во Драч не сум дошол. Хотел ресторан Тетова. Не знам зашто тука има рампи. Иначе одма пред пристаништето на 1 километар. А ја се креја попалека. Bari Italia, port. Da port. Where are you going? Чи нам ми рече човекот. Овде се претежно камиони, гледам, мислам дека траекти гледам во далечината, може би изгради се. Да видиме сега на знациве што пише. Скенер, фери терминал, General Cargo. Костум с лево, јас треба право да дам на фери терминал, вајда. Импорт, ама импорт терминал, ева. Dry bulk терминал. Значи на третиот излез може би сега. Ова е за камиони овде. Ќе одам навамо. Терминал пиши, мене ваља, мислам дека терминал ми треба. Фери терминал, тука пиши лево. Ајде лево да одиме. Овде сега, десно вајка. Ау, да, бе, го терминалот сега не треба да одам да купам карта. Шо ми има еден? И тешки 4,5 часа подоцна дојде 7 часот, ми рекоа во 7,5 да одам, меѓутоа едни има италијанци, одат уште сега на траектот, така да и јас сега ќе одам. Од кај да завартам само.
Од тука ќе влегуваме. Иначе платив 164 евра во еден правец. Имам соба, сингл, сам ќе бидам во собата, има туш, има WC. Така на интернет кога гледав 80 евра за истото ова пишеше, меѓутоа претпоставувам поевтино е преку интернет, вака во живо доста поскапо. Така да на враќање, зато не зедов во два правци, ќе гледам да си земам на интернет да си купам билет. Инаку се сретнав со двајца германци, еден швајцарец кој живее во Битола. Поздрав до него кога гледа во видеото. Тие германците ми кажа, односно беа преизненадени кога дознаа колку пари чини моторов. Конечно влегуваме. Не знам кои документи се барат тука, дали картата од фериито, дали со што гледам само картата да му ја дават. Така да јас само картата ќе му ја дам. Сум малку возбуден, ова ми е прво меѓународно фери, така да... И поминавме, само го скенира. Картата ја скенира. Сега тука треба да има пасошка контрола, ако разгледав пешки преќе малце, тоа го забележав. Меѓутоа ги следам овие пред мен италијанци, се сигурно не му е прв пат, така да каде тие таму и јас. Ама има знаци стоп, така да уште сме рано веројатно. Се движиме полека. Не знам зошто онај он дојде, нас не пушти тука. Мошне брзо поминав. Тикет? Yes, send the passport. Like ticket. Alright, you can go inside. Thank you. Levo. Uno marcha. И јас влегов во собата, собата е за четворица, не знам дали ќе останам сам, дали ќе дојдат уште некој, се надевам не, пошто нема многу простор да се раскоматите овде, да оставите али ште едно друго. Но делува огледно, имам и прозорче тука, џамче да си гледам. Исто така си имам и огледало, а исто така има и WC тука, значи да ви запалам. Со све, со огледало, со шолја и со туш да си скапите. Има и сапунчина гледам оставено, така да солидно сопче како хотелче помало.
Сатот е 11:25, уште не сме тргнати. Требаше во 10 да тргнува, рачунајте. Во 10 рекоа ќе биде одложен 30 минути, во 10:30 рекоа 45 минути и во 11 рекоа 60 минути ќе биде одложен. Уште има надвор камиони и автобуси влегуваат. Сатот е негде 12:05, уште не е тргнат трајектов. Јас ќе си легнам, не знам ни кога ќе тргни. Утре ќе ви кажам кога тргнал, ако не сум заспан се уште. Но во секој случај, доколку ви се допадна видео во овој прв ден, притиснете лайк и доколку веќе немате, притиснете subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.